Добар ден, добре дојдовте во денешната дискусија која не е само за скапоцени камења и минерали, туку допира до иднината на нашата земја. Дали Македонија треба да отвора нови рудници и да ги искористи своите природни богатства или е време да ја ставиме еколошката одржливост пред се, пред економската добивка? На оваа тема денеска професорката Сонја Лепиткова од Факултетот за природни и технички науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, добре дојдовте, и Горан Станишлевич од Здрава Котлина. Вие верувате дека рудниците без јасни еколошки правила за заштита на животната средина би можеле да предизвикаат еколошка катастрофа, нешто што кое професорката не се согласува. Последниве месеци, откако Министерството за енергетика подготви предлог верзија на нов закон за рударство и геологија, и тие две решенија беа ставени на електронскиот национален регистар за прописи на увид на јавноста, предизвика бројни реакции пред се од еколошките граѓански организации. Се отвори засега прилично е тивка таа дебата, меѓутоа се очекува да стане бурна, бидејќи по својата суштина прашањето е многу битно. Прашањето за вас, професорке, на почетокот е зошто вие сметате дека на земјава и се потребни рудници, и тоа нови во овој момент? Па не само на нашата земја, тоа е политика, ние ја следиме, нели сакаме да бидеме дел од Европската унија, тоа е политика и на Европската унија. Излезе новиот документ на Европската унија во која што, мислам, експлицитно се кажува дека Европа мора да влезе во нови инвестиции, во нови истражувања, во отварање на нови рудници, и одредени високо развиени европски држави членки на Европската унија кон тоа многу сериозно приоѓаат. Еве само за еден пример, се отвара рудник на Халкидики. Во Грција се отвараат рудници, во Франција во заштитени подрачја, така да развојот на одредени технологии кон кои што сите ние се движиме и сакаме да бидат развиени, не може да одат напред ако немаме минерални ресурси кои што тоа ќе го следат. Кога станува збор за Македонија, дали вие како факултет за природни и технички науки сте биле консултирани во однос на потребите генерални на Македонија да отвора нови рудници? Дали тоа се подпира на некаква конкретна економска проекција или долгорочна стратегија за енергетска независност? Зошто нови рудници? Значи, освен што е европски тренд, како што велите. Факултетот за природни и технички науки со своите експерти беше вклучен во изработката на стратегијата на одржливо користење на минералните ресурси во Република Македонија, која што изработуваше МАНУ, и тука повеќе од 15, може би сега да не зборам со бројка, ама сигурно од повеќе од 10 експерти беа членови на нашиот факултет, водени од академик Блажо Боев како координатор на стратегијата. Таа се уште не е усвоена, меѓутоа ги помина сите јавни расправи во кои што учествуваа и невладините организации и беа прифатени и поголем дел од забелешките, така да ние се трудиме како професори и како факултет да носиме документи кои што ќе имаат и тежина и одржливост. Стратегија за економска тој се уште не е, значи е крајната фаза да се усвои на влада. Меѓутоа како изработен документ постои со сите пропратни документи како што и стратешка оцена на влијание. И новите рудници ќе обезбедат енергетска стабилност, независност на Македонија? Сега енергетска стабилност тоа е поврзано со други ресурси, меѓутоа ќе овозможат стабилност економска и развој на Македонија, дека може да ја овозможат. Да, ако го земеме тука бакарот како најважен критичен минерал кој што е важен за енергетиката во сите сфери на пренос на енергија и така натаму, веќе кога дискутираме за бакарот, да, тоа е висока цена и може да овозможи развој. Господин Станишлевич, вие и организацијата на која припаѓате, Здрава Котлина, со години предупредува од еколошка катастрофа, и тоа од постојните рудници во Македонија. Што точно, кога станува збор за новиот предлог закон за рударство, ве загрижува и ви боде очи? Не загрижува воведувањето на критични суровини и начинот во кој практично кога ќе се прогласи некој минерал за критична суровина, се скратуваат сите рокови за добивање на дозвола, се добива психички притисок на населението дека тоа мора да се оствари, дека тоа на Европа и треба. Ние знаеме дека во Македонија во прашање е бакарот што го има во подземјето. И тука професорката спомна дека за развој на енергетиката е потребен бакар. Македонија веќе произведува бакар. Произведува многу повеќе од колку што троши Македонија бакар. Неспоредливо повеќе произведува. И не ја гледам, ние со сегашните два рудника за бакар
Не гледам нешто да процветавме во Македонија. И во поглед на енергетиката и во поглед на економијата. Можеме да споредиме во Струмица во последно време повеќе од половината од земјиштето не се обработува и покрај тоа доходот што се остварува од земјоделие само од југоисточниот регион е поголем од вкупниот доход што е остварен од рударство во Македонија. Така да имаме многу полиња во Македонија кај што може да се инвестира за економски развој и за развој на енергетиката. Не мораме да отвараме нови рудници за бакар. Два сосема различни концепти. Еве, Станишливиќ вели и термините се проблематични во введувањето на терминот критични суровини, бидејќи се скратуваат роковите за давање дозвола за експлоатација. Генерално Здрава Котлина, зошто е категорична против отворање на нови рудници за метали? Генерално затоа што тие рудници се огромен производител на опасен отпад, што останува кај нас. Значи металниот концентрат се вади, се носи во странство, странските профитери добиваат, го умножуваат капиталот, нам не останува опасниот отпад. За секогаш. И тоа кога се остварени сите еколошки норми. Ако настане аварија, тогаш се шири само загаденоста. Инаку локално отпадот останува. Ние од досегашните рудници за металични суровини, кои се обично со подземен коп и со многу помал обем на ископан материјал, старите депонии не се решени. Имаме пример во Крато, стара рударска депонија со 12 милиони тони јеловина, 60 години не можат да ја решат. Не е во Крато. Во Пробишти, пардон, се извинувам. Значи, 60 години не можат да ја решат. Такви депонии имаме и на други места. Сите тие се богати со опасни материи, кои ќе дувне ветар ги шири, покрај нив има во Лојане некаде спомнува дека има градинка во близина на депонијата. Значи, ниедна депонија не е средена. И сега некој ме убедува дека овие новите ќе бидат средени. Ајде да направиме кои ќе се средат, кои ќе се санират сите стари депонии од рудниците и од металуршките комбинати, тогаш да почнеме да разговараме дали нам ни требат нови. Добро, вие како геолог. Вака, ова е прашање, јас не сакам да опонирам на нешто што се факти. Ова е прашање на доверба кон институции и кон тоа што има обврска да направи. А Македонија има ниска доверба во институциите генерално. Има ниска доверба во институциите, тоа е факт и сега јас морам да истакнам дека да, во Пробишти постои стара јаловишна депонија која што имала хаварија 70-тите години и која што треба да се санира и за тоа е направен проект на документација, на тоа треба да се пристапи и сериозно да се на некој начин тој простор доведе во ситуација како што налага проектот. Меѓутоа да истакнам дека критични минерали, ние тој термин не сме го вовеле сами. Европа минатата година, а оваа година уште повеќе ја донесе така наречените од документи тие што ги носат директиви и така натаму за критични минерали. И Европа бакарот го стави во критичните минерали. Ако пред 2-3 години бакарот не беше во критични минерали, сега Европската унија го става и во таа директива кажува дека сите документи треба да се града, да се обезбедуваат во позабрзана, да не се чека толку многу долго и така натаму. И тие кажуваат дека бакарот не е така штетен минерал и елемент како што пред тоа се мислело. Меѓутоа сакам само едно да истакнам, тоа што беше напоменато. Ние мора да кажеме дека мораме да ги следиме научните достигнувања и тоа што се прави во светот. Сега кога кажавте другите се богатат, тоа не мислев да дискутирам на таа тема, ние ги изнесуваме надвор концентратите, а другите држави се богатат затоа што ги извлекуваат корисните компоненти. А сега да поведеме дебата, дајте да направиме објекти за екстракција, каде што минимум отпад ќе се создава и ние да го добиеме кајмакот, повторно, еве јас кажувам, повторно како во Велес и било каде ќе има, ние тоа не смееме да го правиме. А Бугарија смее во центар на град да има топилница за олово и цинк во Пловдив и од овде да се носат сите концентрати во Бугарија, а ние да кажуваме дека ние тоа не можеме и не знаеме да го правиме. Јас како професор на тоа реагирам. Ние во Бучим
немаме отпад таков како што зборуваме, бидејќи ние немаме екстракција таму. Меѓутоа, тоа е отпад од откопување, значи да бидеме фер. Меѓутоа, постојат земји како што е Кина, која што денеска е број 1 во светот, затоа што со години го земаше отпадот од цел свет и правеше иновации, технологии за екстракција, и таа денеска е земја која што е интересна и за Америка и за другите, затоа што има се. Затоа што таа не зависи од другите држави во светот. Меѓутоа, на почетокот рековте прашање на доверба во институциите, бидејќи не можете да опонирате на нешто што е факт, а факт е дека поранешните и актуелните рудници создале депонии со кои ние не можеме како држава да се справиме. Актуелните рудници по студиите не смеат да создаваат отпад. На тоа да бидеме горан јасни. Но со кој аргумент во услови на ниска доверба во институциите? И вие самите се согласувате со тоа, би ги убедиле еколозите и јавноста поширока дека отворањето на нови рудници ќе биде согласно како што треба. Мораме да кажеме дека после Бучин, тоа е пред 40 години, прв рудник што се отвара е Боров дол. Тоа е продолжение на Бучин. Истата серија, само продолжение, има некоја нова технологија. Значи, не сме отвориле рудник во Македонија и да кажеме дека сме отвориле рудник, тој прави 1000 проблеми, па тоа сега е страф за населението. Значи, во Македонија 40 години немаше отворено рудник и треба да бидеме фер тоа да го кажеме. Меѓутоа е факт дека треба да инвестираме во нови технологии, во нови истражувања, за да можеме и да побараме нови технологии кои што ќе вршат екстракција на одредени руди. И ја во тоа се согласувам. И тоа треба да биде запишано во документите, вие ги гледате и да ги префатите, затоа што секој документ, секоја студија мора да биде подложна на мислења и овде целата јавност и невладините организации како такви се вклучени. И тука заеднички да работиме. Инаку ако се однапред кажеме тоа не може, не бива, сме исклучуваме се, тоа не е држава која што претендира да оди во развој. Прашањето е дали економската добивка е вредна ако при тоа се случува загадување на вода, на околна почва, ако не сме кадарни и капацитетни тоа да го правиме. Ние, например, имаме и други гранки кои што сега екзистираат во државата и за тоа не зборуваме. Кондиторска, млечна индустрија, да почнеме да размислуваме, фармација, било што, се ако не се контролира и не работи по принципи на заштита, се може да биде загадувач. Така да не бидеме дека само рудниците се тие кои што загадуваат и тие се причина за тоа што се загадени води и така натаму. Еве да видиме во Струмичка котлина. Да направиме истражувања детални како држава и на почвите и на подземните води во услови кога не работи рудник, па и на воздухот. И да видиме дали таму се е баш онака како што треба или има некакво загадување во тие медиуми. Станишлевиќ, може ли да го искористиме природниот потенцијал, рудните богатства, без да ја загадиме почвата и водата? Професорката прво убаво кажа дека вели со новите закони не смее да продуцира отпад. Не така ништо не сум кажала. Реков дека тој отпад треба да биде контролиран, има можности да се извезе ако треба. Добро. Затоа што во било која модерна технологија на 1 тон бакрен концентрат се ствара 10 тони опасен отпад. И тој не останува тука. Никој нема да го земе. Значи, по проектот што е за Иловица предвидува 210 милиони тони опасен отпад да остане вечно таму. По проектот Иловица предвидуваат кога ќе престане рудникот да работи, да остане коп, дупка со пречник од 1 километар, на чие дно се формира отровно езеро во кое не живее ништо. По проектот Иловица пишува дека нивото на езерото со текот на годините ќе расте и после 90 години по проценка на хидрогеолози, после 90 години ќе почне да претекува во јазга и ќе треба да се водата да се неутрализира со активни методи. Тие активни методи во слични проекти во Америка ги кошта локалното население околу $1 милион годишно. Значи тоа на нашите внуци 90 години, тоа се 4 генерации покасно, ќе им оставиме на општина Босилово да мора да извојува сегашни $1 милион да ја прочиствува реката Дошница, јазга во Иловица што тече. И сите рудници за бакар се такви, слични. Значи нашата руда содржи сулфур. Вие спомнавте дека тоа е материјалот таму што се копа во отпадот.
И тоа е многу безобразно да не се објасни на луѓето дека тој материјал моментално е во цврстите карпи, покриен со хумус и нема контакт со воздух, со вода. Кога ќе се раздробат, кога ќе се смеле во ситни честички што им е фаза за флотација, веќе е сосема друга состојба. И после флотацијата останува таа хидроеловина која веќе е... Хидроеловината е сосема различна од тврдата карпа што е бакарната руда во рудникот што е сега под земјата. Значи рудникот не е штета, штета е се постапките после преработката, така, да бидеме јасни. Штом се фати да се копа, тука веќе се прави штетата. Сега видете... Тука не можете да избегнете. Ајде вака конкретно, во новиот предлог закон постои одредба критични суровини со која постапките се скратуваат на 15 месеци. Еве зошто според вас е проблематично да има подолги еколошки студии и јавни расправи? Зошто мора да се брза ако се критични суровините, па толку се критични па нема време за подолги студии и анализи? Не, тие сигурно ќе бидат продолжени. Јас тоа го кажав, во директивата на Европската унија се тие прописи, сега да бидеме фер. Значи ние ако влегуваме во Европа, Европа ни кажува треба да бидете... Па не влегуваме, стоиме во место 35 години. Ама ако претендираме законите да ги апроксимираме со европското законодавство, ние не можеме да правиме работи кои што се надвор од тоа. Меѓутоа јас не сум поборник дека баш мора да биде, и тоа сигурно нема да биде 15 месеци. Меѓутоа морам да истакнам дека новиот закон треба да видите и покажува дека прв пат се воведува тоа што сега вие го истакнавте, дека 10%, значи мораме да бидеме дека 78% од средствата кои што концесионерот ги уплаќа кон државата одат во општините. 4% одеа за санација токму на овие деградирани простори. Сега тоа ќе бидат со предлог законот 10% од средствата кои што нема да одат во централен буџет, туку ќе одат на посебен фонд кој што ќе биде исклучиво наменет за тоа да може тие простори како такви да ги доведе во првичната состојба, тоа да бидеме значи конкретни дека мора концесионерот по завршување на концесијата и во текот на самата експлоатација тие простори што се откопани на некој начин да ги врати во претходната состојба. Тоа го нуди новиот закон. Бројни забелешки беа упатени од голем број организации, Екосвест како една од тие упати ги објави јавно забелешките, таму тие тврдат дека законот не е обврска кон Европската унија и не е во национален интерес. Сдруженијето, Македонското сдружение на млади правници вели дека на тој начин ја предаваме сувереноста врз дел од минералните богатства што ги поседуваме на некој друг надвор. Македонија нема обврска да го преземе ЕУ актот за критични минерали. Тој е направен сега исклучиво за земјите членки на Унијата. Ние додека станеме земја членка на Унијата ќе помине време. Видите, ние имаме закон актуелен за минерални суровини. И тој закон не е нешто многу поразличен, така да тој ги уредува тие прашања. Не е тука никаков проблем. Со ова само се доуредува она што го бара директивата да биде усогласено. Меѓутоа тоа не значи дека ние немаме закон и по тој закон не работиме. Ние имаме постојан закон и тоа квалитетен закон за искористување и експлоатација на минералните суровини. Меѓутоа сега се носи и закон за геологија. Како геолог на тоа сакам да истакнам, значи дека законот за геологија е нешто поразлично. Тоа што така да се согласуваме. Полош од претходниот. Не, ние претходно не сме имале закон за геологија. Сега да не импровизираме. Истражувања беа споени во законот за значи сега имаме посебен закон за геолошки истражувања и со тој закон ние кажуваме дека во државата без разлика дали има рудници и дали ќе има рудници во иднина, ние мора да ги имаме геолошките истражувања направено. Тоа го правила државата од 50-тите години наваму и тоа е едно од најважните работи што оваа држава кога се осамостоила го направила. Ако не постоje геолошките карти, замислете ако не постоje, а ние немаше да имаме ниту податоци во војската, ниту карти ќе имавме топографски, ниту ќе имавме што се случува со водните ресурси, значи ќе немавме буквално ништо како држава. Овој закон за геологија уредува тоа што го кажав, да истражиме се што има на нашето тло и да тоа биде како такво јасно, прецизирано и да никој од надвор, јас сум согласна за тоа, како концесионер не дојде и не истражува и даде на државата податоци кои што не се целосни и некој може би се сомнема во нив. Државата да ги има тие податоци. Ќе прочитам дел од забелешките од неколку
организации кои беа ставени на електронскиот национален регистар на прописи. Законот не е обврска кон Европската унија и не е во националниот интерес на Македонија. На тој начин новите одредби го скратуваат процесот за оценка на влијанието врз животната средина и го префрлаат донесувањето одлуки на тела надвор од ресорното министерство, што може да доведе до пристрасност и конфликт на интереси. Како дополнителна провокација се ограничува учеството на граѓаните во одлучувањето за стратешки проекти, односно за критични суровини. Јавноста е на некој начин не исклучена од тој процес, недостасуваат јасни механизми за контрола и казни. Се согласувате со таа забелешка? Јас не се согласувам дека ќе бидат исклучени, јавноста ќе биде исклучена. Дали недостасуваат јасни механизми за контрола и казни? Дека казните се минимални од 50.000 до 250.000 за компанија, нешто кога се работи за милиони, велат тоа е само блага казна. Па казните обично треба да бидат спроведени ако не се нешто ефектуира или се работи нешто надвор од тоа, сега за казни се зависи како толкувате, а меѓутоа да бидеме и фер, ако сега кажуваме дека тоа не е обврска кон Европската унија и тоа не можеме да го спроведеме, исто да бидеме јасни да кажеме дека не е обврска кон Европската унија да имаме 30 и кусур проценти заштитена територија во државата, ние тоа напорно сакаме да го направиме. Иако немаме за тоа ниту механизми, ниту менаџерски способности, така да бидеме коректни кога нешто бараме, ако не е во наш прилог, го бараме да биде одложено, ако е во наш прилог, личен, тогаш да биде експлицитно прифатено и да тоа мора дури сите рокови европски да ги скратиме. Едно од најконтроверзните прашања во новиот закон е употребата на цијаниди во постојните рудници. Може ли современата технологија на вистина да го направи тоа безбедно? Имате некој пример од Европа? Имаме, како не. Во Финска, например, еве сега во Норвешка, јас сум експерт кој што ги поминал светските и европските рудници и технолошки процеси, да ги види за да може да види дали во мојата земја може да се имплементираат. Значи, не сум човек, бидејќи сум работела во животна средина, на некој начин сум и поборник за заштита, огромен поборник за заштита на животната средина. И никако така бегло не сум подпишала ниту еден документ ако тој не нудел максимална заштита на животната средина. Применливо е кај нас финското искуство на кое реферира Лепиткова? Ама сега следете ги само да кажам, Горан, извини. Сега кога председателот на Америка Трамп беше во Јапонија и во Норвешка, таму сега постојат технологии кои што со нанозраци, значи нанотехнологии кои што се имплементираат, можат без екстракција од карпите на посебен начин да извлечат елементи. Да зборуваме за Македонија, колку тоа е употребливо овде? Јас не сакам да дискутирам за натриум цијанидот, тој моментално е забранет во новите рудници од отворен коп. Тоа е така звучен како многу јак отров. Па ни се случи во март во Тораница за тоа? Да, во отпадот имаше. Тоа е многу јак отров и затоа често го употребуваме и сега го употребуваат често кога сакат да не убедат дека ќе биде чисто, едноставно велат нема да користиме цијаниди. Затоа мене акцентот ми е кон самиот коп и кон флотацијата, кон тој отпад. Нема потреба да додадеме натриум цијанид за да бидеме затруени. И без тоа сме затруени ако имаме рудник за бакар. Од таа страна, натриум цијанидот го користат за да го извлечат поголем дел од златото, да извлечат, и сите други постапки што се користат за лужење се во главном полоши. Така да не сакам да зборам за... Велите поборник сте за заштита на животната средина. Зошто Здрава Котлина, например, или други некои еколошки организации со години предупредуваат? Зошто се тие еколози поисплашени од вас геолозите? Еве Горане, машински инженер. Зошто јавноста треба да биде мирна, како што се согласиме во почетокот, во услови на ниска доверба кон институциите на системот, дека ќе има масовни иселувања, дека ќе има масовни опустошувања на одредени региони во Македонија каде што би се отвориле нови рудници. Колку се овие стравови реални? Многу прашања се овие, како да ви кажам, како еден пример да ви кажам. Бев кратко пред 2-3 години во Валандово, каде што се затвори казан дол и на бензинска пумпа ставам бензин и човекот кој што ме услужува, викам како земјоделието во Валандово? Вика господјо, нема земјоделие овде е се иселено. Нема рудник. Се иселено, младите ги нема, викам, па добро, можеби ако се отвореше рудник, зборам за рудник, ако се отвореше рудник, казан дол, можеби немаше вака да биде. Тоа не може, вика, ќе нема земјоделие.
Така да треба да биде убаво објаснето. Државата треба да претендира кон тоа да има и рудник, да има и земјоделие, да има и туризам. Тоа е држава која што нуди систем на одржлив развој. И ние треба да бидеме за тоа фер и коректни и во тој правец и да соработуваме меѓусебно и да се сослушуваме. Ако бидеме исклучиви дека тоа не може исклучиво на мојот простор, јас не сум против на другиот простор, затоа што јас гледам во Радовиш, не се бунеа луѓето, еве Бучим работи толку години, Боровдол го отворија и јавни расправи се, Боровдол помина. Станиш ли че во Валандова е опустошено, вели Петкова и без рудник. Па еве Ново село. Многу во пример Радовиш, нели таму Бучиме општествено одговорна компанија и сите невладини, спортски, културни организации во Радовиш се финансирани од Бучим. И не се буни никој. А ние на Здрава Котлина имаме фейсбук страница и таму секојдневно ни пишуваат луѓе и бараат помош од нас затоа што инспекциите во Радовиш ништо не ги слушат. Значи бараат помош од нас, ни пишуваат. Може ли Македонија да просперира без рудници? Дека им е затроена водата, дека имат проблеми и дека во Радовиш никој не ги ферма за тоа. И уште еден убав пример ќе дадам. Пред неколку години, кога се отвори Боровдол, копот во Бучим престанува да работи, системот на плаќање концесии беше таков да зависи од територијата на каде што се наоѓа копот, рудникот. И со тоа Радовиш остана без главниот приход, концесискиот надомест од Бучим. И тогашниот градоначалник, и тој е единствен градоначалник што јавно рече дека рудникот загадува многу. Рече, рудникот, сега загадувањето е кај нас, а парите ќе ги зимат во другите општини. Откако не е исплатен концесискиот, дотогаш не загадуваше. А додека се исплаќа, не загадува. Тоа ми беше зборот. И спомна дека во Радовиш никој не се буни. Не смеат да се бунат. Зашто? Затоа што се платени од Бучим. Ви реков, луѓе ни пишуваат од А зошто на вас ви пишуваат? Зошто до институциите не надат представка? Кога се обиделе таму, не добиле одговор. Не може. Значи, сите се, вака сега да збориме, и вашите невладини организации, за 15 дена, кога сме биле во Министерство за животна средина, и за тоа постојат докази, одговор на секое прашање добивале. Значи, тоа е законска обврска за јавност на информации. Да бидеме коректни. А тоа што е недовербата е нешто друго. Еколошки развој или еколошка одржливост? Постои ли некаков баланс? Или нема рудници и тоа е тоа? Може ли Македонија да просперира со други сектори, без рудници? Па до сега како просперира со... Па не просперира, слабо просперира. Да, не просперира затоа што имаме корупција, затоа што имаме криминал, не затоа што немаме рудници. И Швајцарија нема рудници, па просперира најдобро во светот. Да, ама Швајцарија има технологија и баш има највисоко развиени технологии. Зошто ние не се насочиме кон технологија? Па сега тоа го кажав на почетокот, Горан. Без рудници, велам. Ама еве, ние на пример технологии да сакаме да воведеме еве за екстракција на метали, за преработка на отпад, тоа што го има Германија, што го има Швајцарија. Ние исто ќе наидеме на отпор дека тоа ќе прави проблем, ќе прави загадување, па технологиите за овакви капацитети не се баш едноставни, се многу скапи и тоа се. И од друга страна Горан би го прашала. Горан ми кажа дека работи во метална индустрија. Па како би работеле тие во металната индустрија и тоа што го произведуваат како машински инженер, ако ги нема овие елементи, ако го нема железото, ако ги нема никелот, хромот, титанот и другите елементи кои што се потребни, како ќе работиме ние воопшто во развојот на било што, ако немаме луѓе минерали, ние чипови нема да имаме, ништо нема да постои во светот ако нема минерали, нема да има фотоволтаици, сите тежнееме кон зелена енергија, па таа зелена енергија, батерии за да ги складира од сонцето е потребен литиум, па тој литиум од некаде треба да се експлоатира и да се вади, Горан. Ако потребно е да имаме бакар за пренос на енергија, па тој бакар од некаде треба да се извади, да се Македонија вади бакар многу повеќе од колку што троши. Доста ја го жртвувавме нашиот терен. Не е така. Не е така. Македонија вади многу повеќе бакар од колку што троши. Па затоа го продава, ама ние не го вадиме бакарот за нас само. Граница помеѓу одржливо рударство и еколошки ризик. Или не постои, мора да биде... Момент. Значи,
Еве ги кажа, да се разбереме. Само дозволете. Лепиткова ги кажа предностите за отворање рудници нови, економски придонес, работни места, стратешки ресурси, зелена транзиција, рековте. Па и таа е врзана со минералите. Од другата страна се еколошките и здравствените ризици за населението. Во металопреработувачка загуба на фирма. Земјоделство. Да. А сакате лично да реплицирате? Имам работено и во металуршки комбинат, голем металуршки комбинат, прек 1100 вработени имаше во тој комбинат, ладна валавница во Скопје. Така да знам на што асоцирате. Ама не сакам да прашам дали можеме без тоа. Не можеме без метали, ама не мора да биде во Македонија, кај што имаме па како сега да биде во која држава? Еве во Франција има, еве во Грција има. Во Франција нема ни еден рудник за бакар активен. Проверете. Еве во Португалија има. Во Шпанија има. Португалија е на дното, така. Ама сега во Финска има. Има и во Финска, кај што имат слободна територија. Најдете едно наоѓалиште за бакар во Македонија, на 200 километри околу него да нема населено место. Во Бугарија има. Не, во Македонија најдете наоѓалиште за бакар, на 200 километри околу него да нема населено место и јас ќе кажам отворете таму. А зошто Горан, зошто бакарот го прогласува Европа за критичен елемент? И треба за проводници во ред. Зошто го става како критичен минерал, како безбеден минерал? Зошто? Не е безбеден, туку критичен затоа што и треба за проводници. Значи Европа тогаш нашла технологија која што ќе овозможи безбедност. Зошто да не тежнееме и ние да воведеме таа технологија? Спомнавте Финска. Најдете во Македонија наоѓалиште за бакар, на 200 километри околу него да нема населено место, отворете. Финска има такви територии, ние немаме. Во Шпанија има, значи јас секогаш кажувам, нешто што го тврдиме треба да појдеме да го видиме. Да, еве го. Да појдеме да видиме, еве и новинари да појдат да видат дали во Европа не постојат рудници кои што знаете што ќе ви кажам. Ние имавме европратеници кои доаѓаа во други држави и толку ревносно се грижеа да не се отвараат одредени рудници за одредени елементи, така ли е? Истите тие сега молчат кога во нивната држава се отвара 10-кратно поголем рудник. Треба да бидеме фер кон самите себе и кон луѓето. Вие сте самите со себе чисти пред себе и расте со здравствените и еколошки ризици за населението во услови кога се копа и рудари во Македонија? Јас доаѓам од град кој што е рударски град. И јас отворено можам да кажам и постои здравствена статистика, еве да истражуваме сите и да видиме дали во градови во кои што немаме рудници немаме заболувања. Напротив, да видиме состојбата со здравствената статистика во одредени градчини, да слушаме од вас, од новинарите, каква е состојбата во Ресен, каква е состојбата во некои други градови и така натаму. Па дел од здравствената статистика потврдува дека каде што се оние големи црни жешки точки во Македонија, благодарение на некогашните рудници, на депониите од некогашните рудници, има големо заболување во околината на населението. Јас само сакам да истакнам дека заболување има и таму каде што воопшто немало никаков рудник. И моето прашање... Па мала е Македонија, вели Гора, нема 200 км. Па добро, не е Горан тоа така. Вие, например, ке тргнете, имате топилница во град, топилница која што ние сметаме поопасна од рудник. Поопасна, да. Каде што се наоѓа во центар во град. Во центар во град битно е да се воведат стандарди и механизми на заштита. Тоа е клучното и кон тоа Македонија треба да претендира. Ја не можам како научник сега да кажам ние не сме способни, не бива и не можеме тоа да го направиме. Мојото учество во оваа емисија е дека ние тоа можеме да го направиме и може да одиме чекор рамо до рамо со светската наука и тоа да го примениме и во нашата држава. Дали инспекторатите работат, тоа е друго прашање. Македонија мора да најде баланс, веројатно, не може да ги ако дозволиме да се отвори рудник за бакар, ние дозволуваме да се произведат 10 пати повеќе отпад од колку што ќе се извезе метал. И тој отпад останува кај нас. Не е така, Горан, не е така, Горан. Не е така. Тој отпад по нашите закони не секогаш е опасен отпад. Еми сега види, ние се соочуваме со проблем. Отпад, а ние ако го релативизираме дека не е опасен, па еве во пробиште Горан, за нас опасен отпад е и комуналниот отпад. Да, е. За нас како Македонија опасен отпад и комуналниот отпад. Зошто ние како држава, па и вие невладините организации не сакате и во таа сфера да се воведе ред? Еве државата добива, сега ќе ви кажам, добива средства од Европската унија да направи центар за управување со отпад во било кој регион. Да. Зошто невладините организации се против да се отвори центар така како што треба, а зошто се за да биде вака расфрлано се
како што дури и некои невладини организации ве гледаме се вклучени во бизнисот со некаков отпад што се случи во Трубарево. Ние го следиме, во Струмица се планира да се отвори регионален центар депонија, се планира да се отвори, владата планира тоа да го отвори. Ние не реагираме да не се отвори. Единствена реакција ни е што редоследот на активностите. Значи, прва активност е да се финансира за камиони и тие општини што треба да депонираат кај нас. Пардон. Не мора да завршуваме. Второ е, значи ќе го депонираат, а после ќе мислиме како ќе се обработува тој отпад. Ние само сакаме обратно. Прво да се реши како ќе се обработува тој отпад, па после да го очигледно е дека темата е суштинска и ќе стане и жешка. Дали е доволно време за јавна расправа и дали имаше доволно време за јавна расправа, ќе не ми остана време за тоа. Сонја Лепиткова, професор на факултетот за природни и технички науки. Јас би завршила Горан само за тоа за Иловица, да кажам. Не мораме да завршуваме. Да, 1.000.000 тони метал бакар, 1.000 тони метал сребро, 150 тони метал злато. И 210 милиони тони. Да, чекајте, отпад кој што може повторно да биде преработен. Горан Станишлевиќ, Здрава Котлина, Сонја Лепиткова, Универзитет Гоце Делчев, ви благодарам многу за да учествувате во денешната емисија, да си кажеме. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието, останете на Телма и довидување утре во истиот термин.